Оброкот на денот ни почнува сега. Вања Тодоровска, добро позната за сите вас и добро познати во нашата кујна, ако зборуваме за сите кулинарски вештини или оние рецепти оригинални кои што секогаш има да ни ги прикаже. Вања, добро ти утро или веќе добар ден, добро ни дојде. Добро утро, да, добро утро. Јас малце поамбициозно тргнав ова утро. Мислам си ги преценив силите. Да. Што беше идејата? Да се направи една убава вака, јас разбрав дека ќе биде елка во калап, но Вања доста амбициозно замислила елка вака. Да. Сега во интерес на времето и чисто да не се изрезилиме, нема да ја правиме елката, оти може да јосне. Да ни пропадне. Така е. Инаку беше замислена од што? Од урда, намаз? Да, урда има внатре путер и мислев да мешаме зачини. И да ја китиме, еве, ова се новогодишни гастрономски украшчиња. Да, но тоа е малку деликатно, зошто еве например за оние кои што можеби сакаат дома да си подготват такви декоративни ама нели може. Знаеш закуски? како ја замислив јас елката, тоа е уствари нешто што ќе го заземе централното место на новогодишната маса и во самата елка ќе се боцкаат работи кои што ќе се мезат во текот на вечерта. Да. Убави сиренца, кашкавалчиња. Ем вкусна, ем декоративна, така. Да. Но треба да бидеме доста внимателни со тоа, бидејќи тоа е една структура, односно смеса која доколку не има добра домакинка, не го сакам тој збор. Чекај да ти ставам едно звездиче. Ајде може. Новогодишно, некако во втората половина на декември, така со новогодишни теми, новогодишни детали, па и новогодишни декоративни нели рецепти, како и вкусни, како што споменавме. Сега имаме и други работи и други предлози. Калапите се секогаш за нова година добро дојдени и за оние божикни колачиња и за други рецепти. Овој пат имаме звездички божикни. Што без звезди? Без звезди ништо, ништо. Без звезди на маса. Да. Значи вака, ние да почнеме зашто чувствувам набој на енергијата, да не. Значи и со ова требаше да се кити елката. Сега ние урдата со путер ќе ја искористиме за топчињата, кои што ќе ги валкаме, ова е многу убава смесица ореви и брусница, сецкана и ќе изгледаат убаво, ќе ги наросиме со малку калинка. Ќе ги боцнеме вака. Значи тоа ќе ни изгледат како солени бомбици, така? Да, солени бомбици. Дали ти ќе сакаш? Што ќе ми дадеш за задача, Вања? Тоа ќе сакам, ќе си готвиме и ќе колку е прекрасно со ваква фина. А јас да ги правам овие звездички. Така. Чекај да дали може. Тоа зависи колку се ќе земам со помалку. Со помалку тортили. Опа, ја да направам место. Добро. Инструкции имам за добар кадар. Да, добро, супер. За да може да се долови тоа што го правиш. Еве звездички правам. На овие звездички сакам да, пошто нова година е секако екстравагантна и мора некако да си направиме угоđај и си реков ајде да ставам. Одлична идеја, не ми текнала дека може да се направат од вака тортили. Имаме, да. Еве, тука јас ке ти ја благодарам. Само ќе ми дадеш сега ти мене инструкции што треба да правам со. Сега ќе правиш топченца. Ќе ги обликуваш како топчиња и ќе ги валкаш во ореви и брусница. Добро, мислам дека... Значи елката не ја правиме, баш ми е жал, ама кој знае зашто е тоа добро? За да имаме бомбици. Да. Солени, декоративни. И вчера вистина се изнамачив да најдам розмарин. Зошто? Не ми е јасно. Ама еве, сепак. Инаку да... Како иде? Вака треба да биде? Супер. Колку по-богато, толку по-убаво. Да. Розмаринот нема да биде зијан. Секако. Извини, јас многу сум... Да, баш како снае крва. Еве вака, чекај ова за сефте, ќе го боцнеме со едно... ме насмеа, Саша. Гристинче. Така. Сега продолжи, веќе не ти се. Ова е примерот. Добра. Сега, Вања, додека си ни тука и додека ги правиме овие новогодишни, убаво декоративни, осмислени рецепти. Да ни кажеш, оваа година се заминува успешна, доста успешна за својот година. Јас дури сите ја чекав новата година. На сите полиња ми беше преубава и дури ми е жал дека ќе се заминува.
некако се собира желудникот, ама се надевам дека новата година има добар пример од оваа старата и дека ќе биде нежна и умна како што беше 2024-та. Ама нели викаат дека таква како што ќе си ја замислиме и ако вистина веруваме во тоа. Добро, сега да, така викаат, ама тоа треба толку високо ниво на концентрација и на освестеност, фактички сами да си креираме нешта што ги сакаме. Ова нема да се исфрли, ова после тоа може да се исецка. Значи, ние од Slow Food сме против фрлање, па мислам и сите на било како вид на храна. Ова после тоа може да си се исецка и да се смеша со урда, бидејќи има скоро многу. И да биде многу овака интересничко. И исто да биде како нека салата или како некој така. И сега, Мила, за да биде пошаренко, ќе оставиш некое бело, да замислиме дека тоа е топка со снег. Да, си ставиш еве вакво лампионче. Аха, следното бело нека ти биде. Следното ќе биде бело и со ова можеме ние во иднина и снешко да направиме. Само да ни се смесата да ни се стврне онака како што треба, за да може тоа така да се декорира. Ајде следниот пат здравје. Дали Вања, како си заедно со Slow Food и со сите оние прекрасни луѓе кои што се многу креативни, имаат своји производи, се трудат, сето оно кое што го презентираат да е квалитетно, сакаат да ги слушнат коментарите од луѓето кои што ги пробуваат нивните производи и така натака, колку во дружбата со нив, работата и при тоа и дружба, се зголемува твојата креативност буквално за вакви работи кои што ние сега тука ги... Да бидам искрена, Slow Food е нешто што со радост го прифатив во мојот живот со вака расширени раце, бидејќи сега не ставај ништо беличко, нека биде. Бидејќи тоа е тоа што јас го сакам, кога луѓето сами прават се без врски, без вујко владика и така натака, све сами со многу љубов, со многу креативност и со нив е навистина уживање. Првин ги сакам приказните на Slow Food, односно да дознам како навистина настанале сите производи, знаеш, тоа е тој емотивен момент да се врзеш со производителите и пак ќе ти се замеш. Рече во Саша Снай свекрва. Пази, ваму капка. Ете. Ете така. Да. Инаку ни донесе убава декорација да имаме на масата, што е типично за тебе. Леле, многу сакам тоа нешто да личи убаво, па како и сите, валјда. Да. Еве овде малце ќе наросиме убавко. Новогодишна црвена разнична боја. И значи муабетот ми беше Slow Food е се она што ние треба да си го сакаме и почитуваме, бидејќи е врзано за нашето поднебие, за нашите... Ела вам. За се што го препознаваме генетски, нашата иднина и сегашност и минатото поврзано со храна, кое што на некој начин не дефинира и ни прави... Се ги извади ги ракавиците, плиз, и джитники. Еве вака. Значи, Вања, со тебе е забавно секогаш. Се надевам. Да. Ама и заводливо, нели? Да. Јас ја превземав улогата на... Ти ми помагаше, срце мое најубаво. Да. Напред вака, напред така. Ова, чекај, не ова вака, не ова вака. Леле, извини, можда стварно јас малце претерувам? Не, Вања, да се шегуваме, се е одлично. Јас по твоите инструкции реков ќе работам и добро, многу ми се сега допаѓа вака како заеднички го сработевме ова. Да, окей, еве вака. Сега, например, јас имаме салветичка на тоа? Да, сега веднаш ќе ја најдам. Да, еве, пардон. Тука некаде беше, да. Да. Одејќи по разноразни гастрономски надпревари, саеми се, најголем греф е да ти остане хаос во кујна како ќе се направи. Тоа е греф и вака интерно, ама така. Сега уште ова да го направиме, звездичките. Добро. Значи, сакав да има малку екстраваганција нашата новогодишна приказна, екстраваганција како што ќе биде и трпезата, така? Тие денови на крајот на годината. Ја гледам со овие чудеси од тартуфи. Сега ти носам нешто ново што не си пробала, тоа е тиква со тартуф. И со сусам и е... Баш она кое што го сакаме и сезонски тиквата, нели, која ја практикуваме во овој период. Ова е баш сезонска приказна. Па една ваква комбинација добро би ни дошла. Се извинувам,
едно мало лажиче. Да. Да, еве веднаш мало И големо. Еве не сме. Еве сме. Само да имаме го се. промешам. Ова е. Значи треба да се промеша кога ќе се отвори за да може да се почувствува. Да. А дали ти вкусот сакаш како што вака на треба? лице место да го почувстваш вкус? После разбира, голем зашто да не. предизвик. Еве Да. од ова. Вака од лажичето или да ги ставам во танирчето? Вака. Ајде вака. Да бидеме природни. Оригинално да биде така. Како што правиме по дома. Да. Добро, па ако немам ќе се снајдеме со голема. Така е. Добро е што еве вака ќе се снајдеме, па нели тоа е дел од емотив. Уствари фацата не ти ја види. Да, па ми Magic. е Да. видео гледачите. Одлично. Значи некој помешан вкус, ама како добар сооднос, токму на класичен вкус на тиква и на тартоф. Одлично. Значи тартуфите се така откачени печурки, толку грди, а толку убави. Тоа значи дека не треба ништо на прв поглед да го цениме. Еве вака земам сега, прости ми. Имам уште нешто. Саши, мите ќе ве земам и тука ќе ве Ама супер се, баш ми се свиѓа што Тука ќе ве наместам да се декорирате. делот причава. Добро Да. што. Да. Ама убаво е забавно како да сме дома. Да, и така треба да се чувствуваме. Еве со ова ќе боцнеме, па нешто декорирај ги, да Добре, биде да бидам лично. сега јас нешто инспиративна. Да, еве ти калинче. Може. А може и ова исто да. Леле, Некој со ја ти тоа викам и некој декорирај со и тоа. после јас. Да. Добре. Да, значи, Добро ни тргна. Приказните поврзани со ова е исто дел од slow food, од тартуфи и разноразни чудеси кои што ги има кај нас, се е од tuf.mk, се е толку екзотично, се е толку привлечно. Еве јас овие ќе ги домачкам. Ќе отворам. И сакаш што другото? Да, лели Добро. ова исто нешто. Ова го имаш пробано. Да. Ќе земеме уште нешто да не ги помешаме. Знаеш, таму чувствувате се како дома. Земи лажичка. Еве како дома. И да ги... Значи станува збор за джем од портокал со тартуфи и ова е апсолутно Многу убаво неодолjivo. мириса. Да не ми се мешаат вкусовите, ќе пробам малку подоцна од овоа, иако Добро, тогаш не му ставаме мирисот ништо. несомнено. Вања, Молим. брзо кажувај што е планот Готово. за новата 2025-та. Да. Што се подготвува во Slow Food, што е оно ново што ќе го видиме, каде ќе може да се отиде да се посети, што ви е во план? Следната година ќе биде уште подобра од оваа. Браво. Имавме фантастична 2024 со многу промовирање на се што значи домашно, традиционално, локално. Одиме понатака со тој стил. Моментално ја правиме кампањата Биди и ти дел од Slow Food, каде се многу инспиративни приказни зошто сме дел од таа приказна поврзана со нашите јадења, со локални производители, промовирање на арка на вкусови президиуми. Значи Slow Food не е само добра, фантастична храна, туку и луѓе, приказни. Апсолутно. Една целина која што кажува многу за македонската традиција, за македонската кујна и за тоа колку се креативни нашите луѓе кои што сето тоа го сработуваат со своји раце. Ова срценце е за Марко. Да, за мене звездичка, за Марко Срценце, Вања, многу ти благодариме. Ми беше задоволно. Експедитивно, брзо, креативно и вкусно. Ете, тоа е нашата комбинација овој пат во една ваква убава мини празнична трпеза која што можете да си ја подготвите и во вашите домови. Видовте колку е брзо со малку смеа, малку разговор ни помина. Како живот. Да, баш како животот Како ни што е помина живот. и овој оброк на денот. Вања, ти посакувам многу успех на личен, на професионален план и си ветуваме повторна средба во следната година, 2025-та, токму во Утринска на Телма. Јас само ти посакувам да останеш каква што си. Ти благодарам многу. Драго. Ти благодарам.